Не гледај ја попреченоста, почитувај ја личноста. Најчестите бариери со кои се соочуваат лицата со попреченост се ставовите на луѓето кои се вкоренети во предрасудите и дезинформациите во однос на нивните можности, способности и права. Образование. Моето образование најпрвин го започна во основно образование, во редовно училиште, браќа Миладиновци во Куманово. Потоа средно образование заврши во Димитар Влахов, училиште за деца со оштетен вид, насока физиотерапевски техничар. Високото образование го завршив на правниот факултет Јустинијан I во Скопје, каде што имам завршено и постдипломски студии, односно мастер студии. Моето образование течеше најнормално, со тоа што на почетокот јас немав соодветна литература за учење. Моите дома доста ми помага и ми ги скенираа материјалите и ја подоцна ги читав со читачот за екран кој што и ден денеска го користам и во работниот процес, но и во секојдневниот живот. Материјалите ги запишував на Брајово писмо и така учев цело време до завршувањето на моите постдипломски студии. Вработен сум во општина Куманово, во правниот сектор, според соодветното образование кое што го имам завршено како помлад соработник за општински недвижен имот. Поминав политичко образование, односно школа за политичко образование при председателскиот центар. Активен сум во Државната изборна комисија како сертифициран обучувач од страна на Државната изборна комисија. Кога има изборен процес, јас сум ангажиран како обучувач со тоа што држиме обуки на избирачките одбори. Јас се чувствувам поуспешен и рамноправен со другите и планирам и понатаму да продолжам со исто темпо и да се надоградувам. Оваа видео е подготвено од страна на Сдруженијето за промоција и развој на инклузивно општество Инклузива во рамките на проектот Не гледај ја попреченоста, почитувај ја личноста, поддржан од програмата за дигитален активизам на TechSoup Global.